Ново излагање на земјиштето што го поседуваат, а не влегло во катастарската евиденција, ќе можат да направат жителите на планинските села во Кочанскиот регион. Тоа како можност им го нуди Агенцијата за катастар на недвижности, согледувајќи дека има голем број барања и поплаки од населението, дека не можат да го остварат правото на сопственост. Анализите покажале дека само за 20% од имотот било направено излагање, а остатокот се уште не е регистриран, заради што агенцијата во рамки на активноста отворено со катастарот упати повик до граѓаните да ја повторат постапката. Значи повторно без да прават елаборати, да истите да можат да се пријават и да си го запишат својот имот. Ова се однесува за 15 населени места или катастарски кажано катастарски општини на територијата на општина Кочани. Ова активност ја планираме да започнеме во втората половина од годината, бидејќи сега сме во еден процес на дигитализација, значи ресурсите сите не се свртени кон дигитализација на сите катастарски планови во општината Кочани. Можноста за повторно излагање на имотот им се нуди на жителите на селата Бизиково, Бурилчево, Главовица, Јастребник, Костиндол, Лешки, Небојани, Нивичани, Новосело, Пашаджиково, Полаки, Пресека, Рајчани, Теранци и Цера. Директорот на Агенцијата за катастар рече дека освен оваа поволност, за граѓаните се воведуваат и други новини, како што е дигитализацијата на парцелите, односно за окружување на така наречениот електронски катастар. Виница е прва општина во државата што ја завршила дигитализацијата, а наскоро тоа ќе биде направено и во Кочани. Новина за граѓаните е што катастерот ќе се поврзе и со нотарите. Значи веќе граѓаните не доаѓаат во катастар за услуги што ги вршат преку нотарите. Нотарите по службена должност ги доставуваат предметите во катастерот и веќе преку 1000 предмети се доставени на тој начин. Кочани имаме 4 нотари кои што имаат случајно договори со Агенцијата за катастар на недвижности, така да исто ќе биде во следниот период посетени од нашите служби за да се активираат системите кај самите нотари. Во рамки на активноста отворено со катастарот, 30 на граѓани од Кочанско имаа можност да постават прашања и да побараат начини за да ги решат проблемите и предметите од областа на катастарското работење. Со потпишувањето на договорот со Агенцијата за катастар, општина Кочани во иднина ќе нуди катастарски услуги на граѓаните. На лице место ќе може да се врши увид во состојбата за одредени земјишни парцели и да се добиваат имотни листови. Освен во катастар, граѓаните на општина Кочани во иднина ќе можат имотен лист да извадат и во просториите на локалната самоуправа. Тоа им е овозможено со потпишувањето на договорот со Агенцијата за катастар на недвижности и проработувањето на така наречениот електронски шалтер. За граѓаните ова ќе значи олеснување на постапката за добивање на потребните документи, а за службите во општината ќе биде можност за скратување на времето за давање на услугите. Тоа, меѓу другото, беше речено по средбата што директорот на Агенцијата за катастар ја имаше со градоначалникот на Кочани, на која се договараше на тамошната соработка. Општина Кочани е една од првите која што го потпиша договорот со Агенцијата за користење на услугите по електронски пат, така да ние тоа го скративме на нашите граѓани, веќе можеме да вадиме имотни листови од кај нас, ја олеснуваме работата и на нашата администрација и на граѓаните. Исто така го потпишавме договорот за катастар, разговараме за тоа да можеме да го операционализираме, односно да оние ситни проблеми кои што се јавуваат во делот на софтверот ги надминеме. Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности изрази задоволство што општина Кочани експресно ги завршила сите потребни подготовки и успешно стартувала со работењето на електронскиот шалтер. Електронскиот шалтер, односно системот преку кој што сите одобренија за градба, предбележување на градби, првите уписи треба да се вршат од страна на општината до катастарот, тоа е пуштен, ево примена, тука сме денеска да ги договориме со началникот и деталите и очекуваме во многу скоро време и преку овој систем од страна на општината сите овие одобренија за градба, предбележување на градба да бидат пуштени. Освен во Кочани, потпишувањето на договорите за соработка се реализира и со другите општини во државата. Со тоа и тие на граѓаните во иднина ќе им нудат можност за добивање на дел од катастарските услуги во нивните простории. Македонската асоцијација на преработувачи организираше регионална работилница за земјоделските производители и преработувачи со цел да се зајакне нивната меѓусебна соработка. Подршка и искуство за проектот даде и Швајцарската агенција за меѓународна соработка.
Иницијатива за зацврстување на моделот на договорно производство во Република Македонија реализира Македонската асоциација на преработувачи. Во Кочани организираше регионална работилница, на која дојдоа представници и од земјоделските производители, но и од преработувачките капацитети. На средбата беше речено дека Сдруженијето ги застапува интересите на преработувачката индустрија, но тоа тесно е поврзано и со примарното земјоделско производство. Целта на проектот е двете страни да се мотивираат за да влезат во договорно производство. Има резултати, подобрувања, плюс и има поддршка за производителите кои исклучуваат директно договори со преработувачката индустрија, односно дополнителни субвенции, но се уште тој процес треба да се негува и да се развива, се работи на надградување на довербата помеѓу двете страни, повеќе запознавање, планирање на предвидено производство, количини за откуп, значи сето тоа е процес кој треба да се изработи пред време, односно на почеток на новата производна сезона, со цел кога ќе дојде времето, процесот да оди онака како што е замислен и двете страни да имаат подобри резултати од работењето. Досегашните странски искуства покажале дека од меѓусебното поврзување двете страни, односно и земјоделските производители и преработувачите, имаат повеќе бенефиции. Бенефициите за производителите се дека ќе имаат сигурен пласман при исклучување на договори. За преработувачката индустрија, бидејќи таа работи исто на ниво на договори со партнерите од странство, на тој начин ќе се обезбеди доволно сировини и ќе работи спрема своите производни проекции и планови. На тој начин ќе може да ги испочитува извозните аранжмани и преработените производи да одат уште подобри да се продават на странските пазари. За реализација на проектот, Сдруженијето има меѓународна поддршка, односно се користат искуствата на Швајцарската агенција за меѓународен развој. Слични работилници како во Кочани, Македонската асоциација на преработувачи ќе организира и за земјоделските производители во Струмичкиот и Битолскиот регион. Есенските посеви во Кочанско се најзагрозени од релативно високите температури деновиве, а за овошките и виновата лоза состојбата не е алармантна. Сушните денови се закануваат со евентуално поскапување на цената на лебот, иако засега нема такви најави. Ваквото време не е невообичаено за февруари, но ниски температури под нулата според агро и хидрометеоролозите доправа се очекуваат. Појава на мраз пак е можна дури до април. Најголем проблем и натаму останува недостигот на влага во почвата поради сушната зима. Стравувањето одат дотаму што се предвидува и покачување на цената на левот. Во вакви услови житата почнуваат да трошат дел од јаглените хидрати што им служат како резерви за заштита од ниските температури. Доколку ги потрошат, отпорноста кон ниски температури ќе падне на многу ниско ниво. Во овој момент нема да има штети, но во наредниот период при првите многу ниски температури културите ќе бидат погодени. Лани првата декада од февруари беше потопла од оваа. Забележани беа 21,7 степени, што сега не е случај. Вакви температури имаше и во 2002, 2004 и 2009 година. За евентуални штети кај овошките и виновата лоза потребно е топлото време над 20 степени да потрае барем 3 недели, најмалку 20 дена. Во таков случај почнува вегетацијата, се активираат соковите и пупките набабруваат за евентуално цветање. Убавото време им оди во прилог на земјоделците кои ги закроија лозите на терен, но останува најголемиот проблем – немањето доволно влага во почвата. До околу 20 см вода има. Под овие слоеви на над 30 см земјата е сува, нема никаква влага што ќе се одрази врз овошките, виновата лоза, пролетните култури и есенските посеви. Проблем ќе биде и наводнувањето зашто акумулациите се празни. Предминатата 39, а последната седмица регистрирани нови 97 случаи на заболени од грип во Кочани. Епидемиолозите смируваат, состојбата не е алармантна. Општите препораки за заштита продолжуваат да важат. Рапидно покачување на бројот на заболени од грип во Кочани. Само последната седмица во Центарот за јавно здравје пристигнале 97 нови пријави на заболени од сезонски грип. Со новите, бројката се искачи на 300 заболени од почетокот на сезоната, вели доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог, и додава дека место за паника нема, бидејќи бројката на заболени во Кочани во однос на другите градови не е алармантна.
Предминатата седмица имаше нови 39 случаи на заболени од грип во Кочани. Покачувањето на бројката на ново заболени со оглед на променливите временски услови е очекувано во овој период од годината, вели доктор Карамфилова. Препораките за превентива од грипот остануваат да важат: добар хигиено-диететски режим и правилна исхрана, соодветно облекување во согласно со временските услови и избегнување комуникација со заболени од грип. Доктор Карамфилова упати посебни препораки до оние кои веќе ги имаат симптомите на грип, а тоа е во првите денови од грипот да земаат лек Тамифлу, кој во Кочанскиот центар за јавно здравје го има во доволни количини. Од новите заболени, 76 се во категоријата од 15 до 64 години, 11 се на возраст над 65 години, 9 се на возраст од 5 до 14 и едно дете на 4 годишна возраст. Здравје за сите, програмата за вршење превентивни прегледи на жителите од руралните средини продолжува и во 2014-та. Придобивките од неа се големи, покажуваат резултатите направени изминатата година. Случајно откриени нови заболени од шеќерна болест, високи масноти и крвен притисок, претежно кај млади лица. Бенефитите од спроведување на програмата Здравје за сите во организација на Здравствениот дом од Кочани се големи, покажале резултатите од изминатата 2013 година. Преку превентивните прегледи, откриени нови случаи на заболени од шеќерна болест и енормни вредности на висок крвен притисок, и тоа претежно кај млади лица, за кои не се ни посомневале на такво нешто, а се откриени случајно преку ваквите прегледи. Се откриени нови случаи на шеќерна болест, се откриени луѓе со покачени маснотии, така наречени дислипидемии, се откриени луѓе со енормно покачен висок крвен притисок, и тоа кај релативно млади особи, кај кои што воопшто не сме се сомневале дека ќе наидеме на тоа. Така да овие акции се поздравени од населението. Превентивните прегледи како дел од програмата Здравје за сите продолжуваат и во 2014-та. Преку нив се прави навремена контрола на параметрите кои се битни за спречување на појавата на кардиоваскуларните заболувања. Се мери крвниот притисок, маснотиите во крвта, дебелината и шеќерот, кои се најчести ризик фактори за настанување на кардиоваскуларните заболувања. Новина од оваа година е тоа што покрај проверка на споменатите параметри ќе се прегледуваат и белите дробови на граѓаните. Новина е со тоа што во соработка со Здравствен дом Скопје, со Министерството за здравство е вклучен преглед, значи снимање на белите дробови со подвижен рентгенограф, така наречен флоробас, кој што оде по малите рурални населени места и каде што бесплатно се вршат снимање на белите дробови. Исто така, во овие активности се вклучени и посетите на сестрите од поливалентната патронажна служба во така наречена домашна висита, кои што посетуваат стари изнемоштени лица во нивните домови и ги вршат претходно кажаните активности. Целта на програмата е активен пристап на здравствените лица до жителите од руралните средини, контрола на нивното здравје и соодветно лекување и препораки за превенција на здравјето. Планирани се 6 акции во текот на годината на секои 2 месеци по една. Екипа на Кочанскиот здравствен дом, составена од лекар, сестра и возач, со акцијата започнуваат од понеделник, 24 февруари, кога ќе ги прегледуваат жителите на село Спанчево. Прегледите ќе се вршат од 8:30 до 14 часот во амбулантата во населеното место. Компанијата Мак Прогрес инвестираше 3 милиони евра во 2 нови производни погони за кондиторски производи во Виница и производи за здрава исхрана. Годинава компанијата планира и дополнителна инвестиција од уште 1 милион во проширување на капацитетите и асортиманот на производите од новиот бренд. Минатата година Мак Прогрес оствари рекордни резултати во продажбата на домашниот и на странските пазари. Вкупниот промет на Мак Прогрес за прв пат надмина 20 милиони евра, а се предвидени 10.000 тони готови производи, од кои 70% се извезени на пазарите во 42 земји во светот. Од вкупниот извоз на македонската прехранбена индустрија, што изнесува 364 милиони долари, оваа компанија реализира дури 42%, што ја прави лидер во овој сектор.
Месецов ќе се лансираат 50 нови производи од производственото портфолио на Мак Прогрес наменети за домашниот и странскиот пазар, а извозот ќе се прошири на 20 на нови држави, со што вкупно би се извезувало во 60 земји во светот. Новиот бренд Натура ќе се произведува во погонот во Скопје, што компанијата го презела од фабриката за здрава храна Фелтон. Производството на Мак Прогрес се одвива по стандардите на Хасап и Халал. Брендот содржи 30 здрави производи, меѓу кои оризови плочки, мусли, корнфлекс, житни снеголки, производи од соја, сокови, засладувачи. Овие производи веќе ги има во неколку продажни капацитети, но за неколку месеци ќе се најдат во целокупната продажна мрежа во земјава и во странство. Што се однесува до производството на здрава храна, Мак Прогрес се позиционира во средно високиот сегмент на цена и квалитет. Таргет е странскиот пазар, каде компанијата планира целосно да го освои пазарот на Централна и Југоисточна Европа и да се избори за пазарот на Западна Европа и Италија во текот на оваа година. Новите производи, целокупната палета на производство на Мак Прогрес, веќе се продаваат и на пазарот на Северна Африка и блискоисточните земји. Објавени резултатите од спроведениот регионален надпревар по наноматеријали што во средата се одржа во Средното општинско училиште Гошови Кентиев. Најдобри се покажаа штипските ученици од Славчо Стојменски. Второто место им припадна на Виничани, а третото на гимназијалците од Кочани. Кристијан Топалов, ученик во втора година во Кочанската гимназија, на ова училиште му обезбеди пласман за учество на републичкиот надпревар по наноматеријали, што ќе се одржи во мај во Охрид. Го освои третото место на регионалниот надпревар што се одржа во Средното општинско училиште Гошови Кентиев. Второто место им припадна на тимот од Виничката гимназија Ванчо Праке, составен од ученичките во трета година Ангела Диванисова и Теодора Стоилова. Првото место отиде во Штип. Најдобри беа учениците Стефан Ѓоргиев и Денис Мазникар, четврта година во Средното општинско училиште Славчо Стојменски. Овие три училишта се пласираа за учество на републичкиот надпревар, каде ќе учествуваат најдобрите три тима од 7 региони од државата, каде се одржаа регионалните. Инаку, на регионалниот што се одржа во Кочанското Гошови Кентиев учествуваа 32 тима, составени од ученици од училишта од Источниот регион. Надпреварот е во организација на Технолошко-металуршкиот факултет од Скопје и истиот е подржан од Министерството за образование и наука. И за крај информацијата од спортот. Почнаа да се подготвуваат земјените тениски терени кај градскиот базен наменети за рекреативците. Наскоро и тенискиот клуб Акватен ќе ги пресели тренинзите на отворено. Поволните временски услови за овој период од годината овозможуваат да отпочне сезоната и на спортовите на отворено. Почнаа да се подготвуваат тениските терени кај градскиот базен. Најпрво се оспособуваат терените број 5 и 6, што обичаено ги користат рекреативците. Терените се порамнети и подготвени за игра. Освен овие терени со земјана подлога, на рекреативците на располагање им е уште едно игралиште на бетонска. Освен овие терени на земја, на рекреативците на располагање им е уште едно игралиште на бетонска подлога. Останатите 4 терени каде тренираат тенисерите на Акватен се уште не се ставени во функција. Тренинзите во текот на зимскиот период се одвиваат во сала, а кога тоа ќе го дозволат временските услови, ќе се преселат на тениските терени. Тенисот важи за малку поскап спорт. Тоа е причината поради која во Кочани релативно малку се практикува. Интерес за тренирање кај младите постои, но голем дел од нив не можат да си дозволат да посетуваат часови. Последните години, за разлика од порано, благодарение на поевтинувањето на материјалите, рекет може да се купи и за 50 до 70 евра, иако оние поквалитетните чинат околу 200 евра. Сепак тенисот е еден од спортовите каде по непишено правило нема импровизации. Целокупната опрема, од торба преку патики, маички до шорц, е пожелно да биде од линијата на реномирани спортски брендови, а вравни резултати се постигнуваат исклучиво со континуирани огромни вложувања.
Тоа беше се што ви подготви информативната редакција на Канал 8 за вестите. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.